U imето na Otecov i Sinov i Svetio Duh, ljubljeni u Hrista Boga, dragi braki i sestri. Najprve mu благодарам на Христос, вистинскиот Бог наш, тој е на денешен ден и со благослов на Отецот почитуван наш Отец Стефан, да ја совршуваме светата и божествена литургија заедно да заедничариме во Христос, живиот Бог наш. Му благодарам на Христа Бога и треба да му благодариме, зашто, еве, Господ ме удостои после 20 години, да кажем, едно искуство кое што го имав токму во овие простори, кога нашето средно училиште го префрлуваа во хотелот Изгрев, каде што стои до ден денешен. Тогаш јас бев 5-та година средно училиште, богословско. И Господ така благоволил да ја прочитам книгата Галеб од Джонатан Ливингстон, која што вие сите добро знаеме дека таа има аскетска содржина. Но кој како ќе ја разбере, нели? Тој ден ми се чини, таа книга ја прочитав едно 5-6 пати, бидејќи силно проникнав во неа и многу ми се бендиса. Сега ќе кажете, што сака овој отец да каже, каква поврзаност има тоа со денешното свето Евангелие, со денешниот светител. Во правост, навистина е така. Малку е збунувачки. Но, ако се подсетиме на содржината на таа книга Галеб од Джонатан Ливингстон, кој што несебично се трудеше секогаш постепено, малку по малку, да се надпреварува со самиот себе си, да се бори со самиот себе си, со своите немојки, со своите слабости и страсти, секогаш вигнувајќи се повеќе во хоризонталата кон небото и кон Бога, тој повеќе и повеќе напредуваше во животот свој, како што тоа го правеше и преподобниот Отец наш Наум, Христскиот чудотворец. Но во таа книга ќе видиме и многу среќни моменти, многу убави моменти, но и многу тажни моменти, бидејќи тој сакаше да се издвојува од јатото, бидејќи спозна дека ние не сме создадени за да преживуваме и да го јадиме бајатиот леб кој што секојдневно ни се дава, туку треба да живееме во Христа Бога и да се храниме со небесниот леб кој што ни се дава несебично на секоја една божествена литургија кога благодариме на Христа Бога. Ако се вдлабочиме поточно во содржината и суштината на таа книга, јас сега не сакам многу да навлегувам во деталите на таа книга, вие верувам дека ја знаете и дека ќе ме разберете со помошта на Светиот Дух. Со денешното свето Евангелие, а тоа е прогонувањето. Во денешното свето Евангелие се зборуваше за блаженството и да не заборавиме, мили мои, дека секогаш кога вистински ќе сведочиме за Христа Бога, треба силно и цврсто да го стегнеме крстот свој, да го земеме крстот свој и несебично, не само што ќе веруваме со срцето свое, бидејќи со срцето свое веруваме, а со устата своја треба да исповедаме, несебично дури и по цената на нашиот живот, како што тоа несебично го правеше преподобниот Отец Наум, Охридски чудотворец, како што тоа го правеше во книгата Галеб од Джонатан Ливингстон. Но јатото кое што го отстрани, го прогони Галеб од Джонатан Ливингстон, односно овој свет злобен, кој што ката дневно
и со кого што дневно се бориме со неговите страсти кои што не обкружуваат, ќе видиме дека всушност ние сме прогонети од свет. Но ако сме прогонети, нели треба да го спасиме светот со нашиот живот, сведочејќи дека Бог е нашиот вистински Бог, Христос Бог. Нели ни е дадено нас да преку животот што го живееме, да не го јадеме само бајатиот леб, туку и суштиот леб, суштинскиот леб, да го преобразиме низ организмот на Богочовекот Христос во храмот Божи, секој едно световно гледиште, секој едно световно осквернување на светот. Да, на тоа сме повикани. Треба да сведочиме со животот наш, со секој подвиг наш и во секој подвиг наш да стои Христос Бог, за да можеме да го дочекаме вистински празникот кој што ни претходи во своето срце како пештера, кој што во пештера нели се роди самиот тој. Нека ни е честит и од Бога благословен празникот. По молитвите на светиот и преподобен Отец наш, Наум Охридски чудотворец, нека Господ Бог не сочува и нека ни дарува сила да можеме да продолжиме со борбата против се она што сака да го оскверни светот. Нека ни е за многу години. Амин. Повелете за напред.